Сите да сме живи и здрави, да имаме држава и да си ја сакаме Македонија, порача 100-годишниот Ристо Насков, еден од двајцата најстари жители на Штип. На првиот ден од годината, најстарите браќа во државата гостин им беше градоначалникот на градот Иван Јорданов. Да бидеме живи и здрави, сите, и Македонија да биде жива и здрава, да имаме држава и ние македонците. Нашиот татко сега во февруар прави 100 години. Он иначе се знае ред за исхрана, за се, например, знае се колку спие. Спие обавезно дента, поручок дента, у 2 сата обавезно спие. Сабајле и вечер јаде, а ракија нон-стоп си пие, пред вечерта сабајле по една чашка. Од оваа година, освен посетата на првото родено бебе во болницата, градоначалникот на Штип традиционално ќе ги посетува и најстарите жители. Навистина едно прекрасно искуство, чест е да се посети дедо Ристо, најстариот штипјанец во општина Штип, едно позитивно искуство и ја користам оваа прилика да посакам многу здравие, берикет, среќа во престојната 2023 година, развој на општина Штип, заеднички, сплотено да го градиме и да го развиваме ова наше општество. Двајцата браќа Симеон и Ристо Наскови од приградската населба Стар Караорман се едни од малкумината кои се уште во прво лице може да зборуваат за историските факти. Ристо е роден 23-та, а неговиот постар брат Симеон 1920 година. Ристо успеал да се спаси од бугарската регрутација, но не и брат му Симеон, кој по 3 години служба успеал да дезертира од бугарската армија. Дека беше у бугарите ли? Дека беше војска? Кажи му. А? Дека? У Бугарија, па после? И трета и четврта? И после па у Србите? Минатото лето Алфа го посети домот на дедо Ристо. Додека седевме под дебелата ораова сенка, овој 100-годишник ни раскажуваше за страдањата и крвопролевањата, за жртвите што сме ги дале во минатото, за денес да имаме држава.